Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе говорам за фосфолипиди. Како што ни укажува самото име, во структурата на фосфолипидите ќе имаме и фосфор и некоја си липидна компонента. Така што еве тука ќе нацртаме фосфор и ќе нацртаме масни киселини како липидната компонента. Тоа што го нема во името, а го има во молекулата, е некоја си основа на која се прикачува и фосфорот и масните киселини, и дополнително фосфорот се прикачува со некоја екстра молекула. Тоа најчесто е некоја алкохолна компонента. И тоа е таа основна структура на фосфолипидите, и сега ќе видиме всушност кои молекули може да бидат на место на основата и на место на алкохолната компонента. Но првично да напоменам дека овој дел од молекулата ќе биде поларен, бидејќи самиот фосфор има негативен полнеж, ќе видите каде е застапен тој на кислородниот атом кој ќе биде од страна, додека останата компонента најчесто ќе има некој позитивен полнеж. Така што овој дел од молекулата се нарекува поларна глава, а останатиот дел, каде што се наоѓаат масните киселини и основата на молекулата, е неполарен. Поради тоа, поларната глава сака вода, бидејќи водата е поларна молекула. Значи, поларната глава е хидрофилна, додека неполарните опашки не сакаат вода. Значи, они се хидрофобни. Така што кога ќе имаш многу од овие молекули во водна средина, тие завземаат две можни форми. Значи, или се распределуваат како фосфолипиден двослој, или пак зафаќаат форма на мицела. И во двата случаи, двете страни на молекулата се задоволни. Така што кај фосфолипидниот двослој, поларната глава е изложена кон молекулите на вода, додека хидрофобните опашки си седни кон други свртени, така што и тие се задоволни. Така, исто и кај мицелата. Поларните глави се кон надворешната страна, каде што има молекули на вода, додека хидрофобните опашки се свртени едни кон други, така што и тие исто така се задоволни. Значи, постојат две стабилни конфигурации. Кај нас се сретнува главно фосфолипидниот двослој. И така всушност изградена клеточната мембрана, исто и компартманите внатре во клетката, така значи Голџиевиот апарат, ендоплазматичниот ретикулум, мембраните на митохондриите и така натаму и така натаму. Тие сите главно се изградени од фосфолипиди, кои што завземаат конфигурацијата на фосфолипиден двослој. Нормално тука има некои други молекули, така значи има холестерол, има протеини вметнато и така натаму, но главната компонента се фосфолипиди. Инаку, овие масни киселини кои се дел од фосфолипидот може да бидат заситени, може да бидат незаситени, може да бидат подолги, може да бидат пократки. Спрема тоа, различни фосфолипиди ќе имаат различни својства. Така што ако дадена мембрана е изградена од фосфолипиди кои главно имаат заситени масни киселини, во тој случај таа мембрана би била поригидна, додека ако масните киселини се незаситени, таа мембрана би била пофлуидна. Флуидноста исто така зависи колку молекули на холестерол има во мембраната и така натаму. Сега, врз база на која основа ја имаат фосфолипидите, ги делиме на глицерофосфолипиди и свингофосфолипиди. Првично ќе разгледаме глицерофосфолипидите, каде што основата е всушност глицерол. Значи, како што рековме, за основа имаме глицерол. Значи, 3 јаглеродни атоми. Сега ќе ги прикачиме масните киселини. Ќе ставиме на првиот, естерска врска, С, двојна врска, R1, значи остатокот од масна киселина. Тука ќе бележиме исто естерска врска, С, двојна врска, R2 и за крај го имаме фосфорот. Кислороден атом, фосфор, двојна врска кислород, кислород и R3. Ево, всушност ќе обележам со некоја друга боја, бидејќи R3 беше различната алкохолна компонента, спрема која ќе имаме различни подгрупи на глицерофосфолипиди. Значи, спрема основата ги делевме на глицерофосфолипиди и свингофосфолипиди, а спрема алкохолната компонента ќе имаме подгрупи на глицерофосфолипидите. Еко тука вака да ги дополниме водородите. CH2. Во однос на масните киселини, обично R1, например оваа прва масна киселина, е заситена. Значи, најчесто е заситена масна киселина, додека R2 е незаситена. Намерно незаситена го пишувам одвоено со цел полесно да може да се увиди. Односно да се потенцира тоа дека е незаситена.
Сега, иако ова најчесто е случајот, сепак може и двете да бидат незаситени. Може и двете да се заситени. И може да имаат најразлична големина. Иако најчесто имаат големина од, значи, вака ќе бележиме C12 до C20. Значи, таа е најчестата големина за масни киселини кај глицерофосфолипидите, но може да бидат и поголеми и помали. Дополнително, иако вака стереохемиски некако би изгледала молекулата, барем ова е поточен приказ, може уште поточно да се нацрта. Кога ја цртаме, масни киселини ги ставаме на една страна, фосфорот на друга страна, со цел да биде попрегледно. Така што некојаш можете да го сретнете глицерофосфолипидите запишани вака, или пак двете масни киселини од истата страна, а фосфорот од другата страна. Во ред, тоа да не ве збуни. Во ред. Ова вака, без R3, е всушност фосфатидна киселина. Во ред, сега, зависно кој R3 го имаме, значи кој R3 го додаваме на оваа фосфатидна киселина, добиваме подгрупи на глицерофосфолипиди. И ајде сега да ги разгледаме. Значи, еве, овдека имаме фосфатидната киселина, исто може да биде представено на овој овдека вака начин. Така и тоа е попрецизно, бидејќи фосфорот не е само како П, него всушност ги има кислородите кои треба да ги има. Ако додадеме холин, во тој случај добиваме фосфатидил холин. Така, еве го например овдека овде. И гледаме дека тука азотниот атом всушност има позитивен полнеж, фосфорот знаеме дека има негативен полнеж и ја добиваме таа поларна глава. Исто овој фосфатидил холин се нарекува и лецитин. Океј, значи ова е лецитинско соединение. Имаме фосфатидил етаноламин, што е всушност ова тука. Така, значи ако ја додадеш оваа R3 компонента, или пак е овдека вака е представено. Имаме фосфатидил серин, ако додадеш серин аминокиселината, ќе го добиеш ова. Така, значи еве таа и овие две се всушност кефалини. И на крај имаме фосфатидил инозитол, кој не е прикажан лево, но може и тоа да се добие. Постојат неколку други варијанти, но овие се главните. Инаку, ако земеме две фосфатидни киселини, значи ова, и ги приспоиме со нешто што наликува на глицерол, значи трихидроксилен алкохол, добиваме кардиолипин. Значи евеа едната фосфатидна киселина, евеа другата фосфатидна киселина. Така и при споени се со триаглероден алкохол, нормално и овдека има естерски врски, само што овдека не е баш прикажано, и добиваме кардиолипин. И оваа молекула ја наоѓаме всушност во клеточни мембрани и кај прокариотите и кај еукариотите. Кај еукариотите, значи во нашите клетки, ја наоѓаме во митохондриите. Така, и зошто би ја нашли таму? Бидејќи митохондриите се всушност прокариоти, кои се проголтани од страна на нашите клетки, нели преку процесот на ендосимбиоза. Затоа ја наоѓаме во мембраните на митохондриите, кои што се прокариоти, и кај самостојните, нели, прокариоти, односно главно бактерии. Интересно е дека оваа молекула е всушност антигенска, така што може да покрене имун одговор ако биде сретната од имуниот систем, и е препознаена од страна на антителата кога имаме инфекција од трепонема палидум, која всушност предизвикува сифилис. Следни ги имаме плетлет активирачки фактор, односно тромбоцитен активирачки фактор, и фосфатидал етаноламин. Првото е всушност плазмоген и се добива кога имаме некој глицерофосфолипид, каде што првата масна киселина е всушност незаситена и е поврзана со етерска врска, наместо со естерска. Во ред? Значи имаме различна хемиска врска и при тоа е незаситена масна киселина. Инаку за R3 имаме етолонамин, како и претходно што имавме. Така, значи фосфатидил етаноламин. Добро, тоа е истото. Само што првата нели имаме етерска наместо естерска врска. А кај плетлет активирачкиот фактор, добро, се изгледа релативно нормално. Првата исто е со етерска врска, значи не е со естерска, и на вториот аглероден атом немаме масна киселина, него имаме ацетилна група само. И толку. Значи синџирот не продолжува натаму, едноставно завршува со CH3. И овој плетлет активирачки фактор е битен за коагулација на крвта, потикнува воспаление и така натаму и така натаму. Зашто плетлетс се всушност тромбоцити, крвни плочки или како сакате наречете ги. И тоа беше главно за глицерофосфолипиди. Вред, сега ќе разгледаме свинго
фосфолипидите. Кај глицеро, свинголипидите, нели основната структура беше глицерол. Па кај свингофосфолипидите, основата ќе биде свингнозин. Сега некогаш овие се нарекуваат само свинголипиди, но тоа мислам дека мала мисконцепција, бидејќи постојат и свингогликолипиди. И на крај настанува една збунка. Значи постојат свинголипиди кои содржат фосфор, кои сега ќе ги разгледаме, и постојат свинголипиди кои содржат шеќерна компонента, кои ќе ги разгледаме во следното видео. Но најчесто се мисли на овие. Ајде прво да го видиме свингнозинот. Имаме повторно 3 аглеродни атоми. Тоа е некој си улеснување. Првиот има OH група, вториот има NH2, третиот има OH и овде имаме уште еден јаглероден атом, или пак можеме, ајде само вака да го направиме директно. Јаглероден атом и натаму тера цела опашка така натаму. R. Ставиме R1, каде што тука има двојна врска. Значи ова е основата, ова е свингнозинот. Во ред? Сега, на овој свингнозин ќе прикачиме некои други работи. Првично ќе прикачиме масна киселина на азотниот атом. Така што ова тука сега нема да биде NH2, ќе биде NH и при тоа вака ќе направиме. Ставиме тука C, двојна врска O и понатаму остатокот од масната киселина. Ставиме R2. Во ред? Така што тука немаме естерска врска, имаме амидна врска. При тоа се слободила молекула на вода. Така, значи овдека имало OH, тука имаше H2, сега е H1, тоа H, со ова OH, дале H2O, всушност. Така што се ослободила молекула вода и се образувала амидна врска тука. Во ред, сега, оваа структура, вака, ја нарекуваме церамид. Значи, предходната структура, вака ќе бележам некако со испрекината линија, предходната структура ја нарекувавме свингнозин, или пак се нарекува свингол, али главно свингнозин, додека кога е вака целово, во тој случај се нарекува церамид. Значи оваа вака структура се нарекува церамид. И ќе ставам слика, каде што е поуредно направено, но сега доволно е. И сега од овој церамид ние можеме да добиеме свингомиелин. Тоа е кога овдека кај првава примарна хидроксилна група, само црна боја, ќе се прикачи фосфорот, така што ќе добиеме следно. Имаме фосфор кој што е прикачен со холин. Така нели претходно овдека имавме вака R3, па ова R3 тука е најчесто холин, кој претходно го разгледавме, или некогаш може да биде етноламин, кој исто претходно го разгледавме, но најчесто е холин. Сега, зошто ова вака целово се нарекува свингомиелин? Бидејќи оваа молекула првпат била наблюдувана во миелинската обвивка околу аксондот на нервните клетки. Сега, може да постојат најразлични па свингомиелини, зависно која масна киселина имаш тука. Така, зависно колкава е должината таа масна киселина, дали е заситена, дали е незаситена и така натаму. Врз тоа ќе има различни својства тој свингомиелин. И овде вака сега го имате на една слика сумирано тоа што го говорев таа поделба. Значи имаш основната компонента, ова зеленово, свингнозин, ако се додаде и ова заедно со церамид, ако се додаде и холин, се свингомиелин. Во ред? И тоа беше главното што требаше го спомнам во ова видео за фосфолипидите. Овде ќе имаме некои убави слики, за тоа за сега што го говоревме. Имаме масни киселини, имаме глицеролот, така имаме фосфорот и R остатокот. Така зависно од тоа R имаме различни подгрупи на глицерофосфолипидите. И овде имаме нешто што го спомнав пред неколку видеа кога зборев за масни киселини. Така, ако имаме двојна врска, тоа предизвикува виткање во молекулата, што ја прави така да има пониска точка на топење и не е толку ригидна молекулата. Инаку овие вакви молекули, не знам преска дали спомнав, кога имаат поларен крај и неполарен, се нарекуваат амфипатични. Така бидејќи не може да се измислите кога не може да се одлучат дали сакаат вода или неќат. И главно тоа беше се во однос на структурата и општите информации за фосфолипидите. Нормално може да се говори уште многу повеќе, така например во однос на нивната синтеза,
функција и разградување, така, но тоа е веќе повеќе метаболизам. Ние сега разгледуваме структура и општи карактеристики, а понатаму ќе разгледаме и метаболизмот. Во ред, ќе се видиме во следното видео. Довидување.